Добар ден, почитувани, започува уште една нова Телма амбуланта, каде секој работен ден зборуваме за здравјето и начините за побрзо оздравување доколку страдаме од некоја болест. Вертигото или во народот познато како вртоглавица е чувство дека сме го изгубеле тлото под нозете или пак дека целата просторија се свртела околу нас. Причините за оваа состојба најчесто се некои нарушувања во организмот. На каков се начин се манифестира вртоглавицата? На каков начин може да се реши овој проблем и да се детектира, ќе ни открие денешниот соговорник, доктор Милчо Демерџиев, специјалист по неврологија од Аџибадем Систина. Докторе, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добре, најдов. Вертигот, односно вртоглавицата, создава илузија на движење. Како што веќе споменав во најавата, кај некои луѓе често се јавува чувство дека целата просторија, односно околина, се завртела околу нив. Тоа понекогаш може да биде проследено со симптоми на гадење и повраќање, но не секогаш чувството на ротација е присутно кај оние што имаат вртоглавица. Некои велат дека има чувство на нестабилност, односно го губат тлото под нозете. На каков се начин може да се манифестира вртоглавицата? Какви се вртоглавици има? Па ја мислам дека нема човек на планетава кој што барем еднаш во животот не е искусил чувство на вртоглавица. Значи, вртоглавицата како поим е многу широк. Американците, односно англосаксонската литература го дели, како што го кажат и во најавата, вертиго, кога чувството е дека дали предметите се вртат околу нас или ние се вртиме во статична средина. И другиот термин што го користат е дизинес. Значи, не е само такво чувство, него пациентите опишуваат од нестабилност во одење, неможност да ги контролираат нозете при одење, значи, како тлото да им пропаѓа под нозе. Кај некои се манифестира со многу дискретни симптоми, значи чувство како да летат, како да се возат на брод. Значи, јас кога ги прашувам најчесто дали е чувството како кога луѓето на брод кога се вози. Значи, може да биде од многу дискретна клиничка манифестација и многу брутална, значи кај што пациентите со денови не можат да станат од кревет заради тоа што едноставно не можат главата да ја држат на раменици, не можат да седат, а за одење не правиме боеве. Значи, не можат најосновните работи низ дома да ги завршат, заради тоа што не се способни и едноставно паѓаат. Така да шансите да се повредат во такви варијанти се многу поголеми. Значи, опсегот на клиничките симптоми е од многу банално, значи чисто чувство како да малце сме се зашеметиле, до многу брутално да не можат да седнат на кревет. Докторе, а дали вртоглавицата е болест или пак е симптом на некои заболувања? Па вртоглавицата е симптом, значи болест како таква не постои, меѓутоа симптом на нарушување на интегритетот на структурите кои што учествуваат во решавање на нашата позиција во просторот, кој што е, тие сите механизми се страшно комплексни и засегаат не само нервниот систем, него пациентите најчесто се меѓу нас и специјалистите по оториноларингологија, значи меѓу невролози и ушни лекари. А кои делови, докторе, од мозокот се одговорни за рамнотежата? Што се нарушува во нашиот организам за да почнеме да чувствуваме вртоглавица или некој велат несвестица? Што ви кажав, системот на одредување на положбата на телото и на просторот, осознавањето на просторот е многу комплексен. Практично нема центар во мозокот кој што да е одговорен за нашата перцепција на просторот. Учествуваат многу системи, значи почнуваме од видот. Очите се првите што го осознаваат просторот околу нас, после тоа средното уво, односно нервот, така и се вика статоакустичен нерв, што органите што се сместени во средното уво не учествуваат само во слухот, него делот
од тој апарат е во форма на липели поставени по 3 рамнини, ако може да се види, кои што се како буквално како липела да учествуваат во осознавање на забрзување, значи нашето тело ако забрзува или промена на позицијата на главата лево, десно, напред, назад. Значи сите промени на положбата на телото фактички одат преку тие циркуларни каналчиња. Малиот мозок учествува, кој што е главен и одговорен орган за координација на сите движења во телото, и учествува рабетниот мозок, поготово задните снопови на рабетниот мозок и мали органи во тетивите и зглобовите. Фактички целото тело учествува во осознавање на просторот, заради тоа што мозокот и кога ни се затворени очите знае дали газиме на бетон, дали газиме на даска, дали сме во вода, дали сме во кал. Тоа ни го возможуваат рецепторскиот систем кој што носи длабок осет. Ние го викаме длабок сензибилитет фактички за нашата позиција во простор. Како што можете да видите, не е едно место кај што може да се наруши ова, да речам, равнотежа. Овој систем кај што може да предизвика нарушување во нашиот баланс. Така, но кога ќе седнеме да читаме на интернет, да истражуваме, бидејќи кога имаме вртоглавица или пак некоја друга болест, некој друг симптом, веднаш седнуваме на интернет да видиме што вели Google за таа состојба и може да се прочита дека според потеклото најчесто вртоглавиците се должат на проблем со средното уво или пак на некој невролошки проблем. Дали ова точно и кои вртоглавици во овој случај почесто се јавуваат? Значи, на почетокот реков, пациенти со овие симптоми се или кај нас, или кај лекарите оториноларинголози. Грубо, две реченици да кажам, ако вртоглавицата е пропратена со пучење во уши, или со намалување или губиток на слухот, најчесто причина е средното уво. Сите други симптоми на вртоглавица или нарушена перцепција на просторот се невролошки симптоми. Значи, учествува некој друг дел надвор од увод. Често пати луѓето се жалат дека чувствуваат вртоглавица кога нагло ќе станат од столчето или пак кога менуваат сијалица, кога прават некаква активност во кој што има промена на положбата на главата. За каков проблем станува збор? Што ми е позиционно условена, значи тие пациенти, најчесто прибрзување на кондури, не е само менување на сијалица, ако треба да го дигнат погледот, да земат нешто од највисока полица, нагло да ја свртат главата, кај голем дел од нив вртоглавицата им се дешава во сон. Значи, на нагло вртење на главата во спиење, едноставно ги буди, фиктивно речено, земјотрес. Значи, све околу нив почиња како да се стајни на рингишпил. Најчеста причина за овие позициони состојби е нарушена циркулација во задниот дел на мозокот. Значи, артериите кои што снабдеваат со крв малиот мозок, структурите што се одма над него, значи видниот систем, пошто овие пациенти не им е само вртоглавицата симптом, многу често имаат и, ајде да не ги наречам така, меѓутоа видни халуцинации, као светки, како темни точки пред очите, громови, значи дури прекршување на сликата, реалноста на сликата им се менува, као да им пали дел, као испрекршена, значи снабдувањето на крв на овие зони оди преку две артерии кои што се сместени во 5 најгорни вратни пршени. Значи у самите коски има шуплини низ кои проаѓаат овие артерии и кај пациенти со дегенеративни
промени со повреди на глава, значи млади пациенти со вакви симптоми најчесто ни се после повреда, занемарена повреда банална, по америчките книги стои као повреда на удар со бич, со камшик, значи нагло трзнување на главата, кај што доаѓа до мали поместувања, да речеме, на лигаментарниот апарат на вратниот трбет, и затега вратните мускули, со тоа ја притиска артеријата и со тоа го стеснува нејзиниот лумен. Значи артеријата станува послесна заради притисок на мускул. При нагло движење артеријата може да се затвори комплетно и да нема проток на крв до мозокот. Напад на вртоглавица, а не така ретко среќаваме дури губиток на свест. Опасноста од тоа губење на свест е повреда, значи кај ќе ви се задеси. Ако се задесите во купатило, губењето на свест може да предизвика сериозна повреда, бидејќи се околу вас е многу тврдо. Значи од када, кабини, туш кабини, лавабоа, деце школки, значи све околу вас е тврдо. Истражувањата покажуваат дека е многу опасно да се падне во купатило. Велам дека да. Значи опасност е падот после тоа може да предизвика многу посериозна последица од кршеници, крварење во мозок и така натака. Исто така старите луѓе многу често се жалат на вртоглавица. Дали може би причината е лошата циркулација, што сега ја напоменавте, или пак болести како атеросклероза, поради што крвните садови во вратот се стеснети, па поради тоа не стига доволно крв во мозокот? Тука кај повозрастните групи мултифакториелно е. Значи, они имаат по правило дегенеративни промени на ребетниот столб. Значи, еластичноста на раскавичното ткиво, на лигаментарниот апарат е драматично намалена. Имаат деформитети на ребетот, шилци, спондилози, кои што се тоа затега мускулатурата. Еластичноста на крвните садови е драматично намалена. Тој дел од дегенеративните промени и на нервниот систем, значи постои така наречен автономен нервен систем кој што функционира додека ние спиеме, јадеме во секоја активност, тој у милисекунди треба да донесе информација дека фали крв во главата. Сите тие дегенеративни промени предизвикуваат временски да крвта не стаса на време, да речеме, во мозокот. Така. Под друга основа примаат лекарства. Значи, што некои за успорување на работа на срце, примаат лекови за намалување на крвниот притисок. Еден од најчестите, значи, лекарства или болести што во неврологијата, кои што зборам за невролошки болести кај паркинсоничарите, терапијата што е за антипаркинсоничната терапија дава драматична, ние ја викаме ортостатска хипотензија, значи обара притисокот и тие пациенти при нагло станување многу често паѓаат. Значи паркинсоничарите се повредуваат и паѓаат баш заради тоа што лековите што ги взимаат придонесуваат за едноставно во моментот да не стаса доволно крв во мозокот и да предизвика пад, а пошто се повозрастни групи, сериозноста на повредувањето во смисол на кршеници е знатно зголемена и ризиците од тие повреди се поголеми. Споменавте промена на крвниот притисок. Некои велат дека притисокот нагло им паѓа при промената на атмосферскиот притисок. Сега во овој период имаме нагла промена на температурата, дали и тоа може да придонесе да се јават вртоглавици? Променливото време дали влие на вртоглавиците? Апсолутно да, значи не е непознато, па еден од моите ценети професори има и докторирано на таа тема, значи влијание на метеоролошките услови на мозочните удари. Ние мозочниот удар како секвела на нарушена циркулација, и тоа сите ние сме доживеале, поготово на пролет, кога имаме и на есен, кога имаме нагли промени на временската ситуација, значи за многу кратко време од претопло, нагло
настанува на облачување, па и врнежи. Пациентите со вакви проблеми ги осеќаат многу порано, преди тоа што зголемувањето на атмосферскиот притисок надвор ствара обратно во телото, значи намалување и обратно, кога се намалува атмосферскиот притисок во атмосферата, доаѓа до покачување на крвниот притисок на телото, така да сите овие варијанти, значи низок притисок и висок притисок може да предизвикаат, ако има атеросклеротични крвни садови, запушување на некој или намалување на луменот на артеријата, стеснување на артеријата, тие пациенти ќе приметат, значи како симптом ќе им се јави вртоглавица. Ние и сами приметуваме, имаме периоди конкретно за мозочни удари као во серија. Неколку 4-5 дена драматично зголемување на бројот на пациенти со инфаркти во мозок, кои што се најчестиот мозочните удари. Така, докторе, тука ќе направиме една кратка пауза, 7 блок реклами, а веднаш потоа се враќаме на денешната содржина. Почитувани, останете на Телма. Продолжуваме со денешната Телма амбуланта, зборуваме за вртоглавиците, причината за нивната појава и начините за решавање на овој проблем со доктор Милчо Демерџиев, специјалист по неврологија од Аџибадем Систина. Докторе, мигрените понекогаш се проследени со вртоглавица. Зошто главоболката доведува до една ваква состојба и дали понекогаш вртоглавицата може да биде најава за мигренална болка? Значи, мигренозните напади се спаѓаат во групата на васкуларни главоболки. Кај повозрасти се многу поретки, значи, опишани се така наречени вертебробазиларни мигрени, значи мигрени кои што се јавуваат исклучиво во тој слив што го опиша претходно, значи со видни симптоми и со настапи на вртоглавици. Тие напади се статистички почести кај мали деца, додека кај повозрастни обично е класичен тип на мигрена со пулсирачка еднострана главоболка, и тоа активирајќи го мигрената, активира и тој дел од автономниот нервен систем што ние не го контролираме, кој што од друга страна оди со мачнина, нагон за повраќање, па во склоп на, да речеме, ако повраќаат, се губат течности, паѓа притисокот, со самото тоа пациентите ќе имаат и вртоглавица, односно ќе бидат изнемоштени. Значи, зависи од крвниот слив во кој ќе се манифестира нападот на мигрена. Ако е во тој задниот дел кај што се малиот мозок и видниот систем, по правило симптомите ќе бидат од тој тип. Така. Иако пак ќе речам кај возрастни се многу поретки, кај деца се поише опишени тој тип на базиларна мигрена се вика. Така, докторе, дали е точно дека кај децата чии мајки имаат мигрена, може да се јават многу силни вртоглавици кои што би биле вовед за мигрена подоцна во животот? Па, обично предиспозицијата покажува за мигренозни напади, покажува дека може да се пренесува мигрената како појава и као болест е многу почеста кај жени, значи 9-10 жени на еден маж, и обично ако мајката има мигрена и ќерките, шансата да имаат тој тип на главоболки се поголеми. Некоја статистична значајност дека ако мајката има мигрена, децата ќе имаат настапи на вртоглавица, нема, меѓутоа пак ќе кажам дека ако добиваат спазам или нарушена циркулација во задниот дел на мозокот, може да се манифестира со вртоглавици. А дали одредени нарушувања на ендокриниот систем, како што е тироидната жлезда, би можело да доведе до вртоглавици, или пак падот на шекерот во крвта, доколку не јадеме доволно, па ни се сврте во главата? Значи, ендокринолошкиот систем е
дел од нашето тело и тоа многу сериозен дел, кој што е врзан преку хипофизата и со тој автономен дел од нервниот систем, значи делот од нервниот систем што ние не го контролираме, кој што учествува во работата на срцето, работа на цревата, работа на желудник, тој учествува и во работата на сите ендокрини жлезди, од тироидна, надбубрежна, панкреас, така да од пред 40 на 50 години тогаш беа зачетоците на таа психосоматска медицина, кај што голем дел од сериозни заболувања се најде дека врската е во голема мера психолошки условена, значи некој психолошки момент долго време го бомбардира тој автономен нервен систем и барајќи си таргет орган на кој што мора да се испразни, бидејќи, еве јас го парафразирам, као рачуните као апарат кој што преку ден работи на 12-ка, да речеме, или на 20-ка, бидејќи ние сме будни, имаме секакви ситуации, значи тој автономен систем мора да одмори. И тоа навечер да го ставиме на двојка, на пазална функција, да речеме. И тоа ако сме со многу проблеми, ние навечер пред да легнеме се уште го држиме или се будиме од сон заради проблемите што ги имаме и го држиме на зголемена јачина. Тој нервен систем мора си наоѓа по правило таргет орган, ако е желудникот ќе биде чип на желудник, па рак на желудник, па хирург треба да го отвикали желудникот. Ако е тироидна жлезда, може и дел од тоа да биде дисфункција на тироидната жлезда. И сега во склоп на тоа може да има забрзана работа на срцето, хипертензија, значи зголемен крвен притисок, као симптоми па може да дадат вртоглавица. Зголемена функција на надбубрежната жлезда по правило ќе даде драматично зголемување на крвниот притисок, кој пак може да доведе, ако се нарушува циркулацијата во задниот слив, па главни симптоми да бидат вртоглавиците. Шеќерот, класична вртоглавица, сега, кога имаат хипогликемија, обично завршува и со паѓање и со губиток на свест, и тоа обично прво е чувство на тресење, дрктење на цело тело, значи како со пропратни симптоми. После губат свест. Така, со пропратни симптоми. А докторе, дали е нормално при паничен напад да се јави вртоглавица? Веќе спомнавте психосоматски како сето тоа влие, како влие стресот, а живееме сега со хроничен стрес поради пандемијата COVID-19, па многу луѓе се добиваат и панични напади. Дали тоа може да биде проследено со вртоглавица? Една од манифестациите може да биде, секој ги манифестираат различно, меѓутоа најчесто се стегање во гради, пушење, тресење на раце, на нозе, кај некои крчеви. Пак би било со тој автономен, бидејќи стресот предизвикува активирање, значи го уклучувате автономниот нервен систем пак на 20-ка од бранбените механизми. И фактички пак преку функција на ендокриниот систем со покачување на крвниот притисок, пак може да се дотерате до тие симптоми. Карактеристично е што, да речеме, во 90% да речем, тие 10 со многу многу лесна клиничка слика, може би да ги немаат. Меѓутоа, малтене 100% од пациентите што имаат брутална вртоглавица, што ја опишав дека тој не функционираат, имаат автономна дисфункција. Мозокот кога е збунет, активира тој одбранбен механизам и по правило тие пациенти почињаат да имаат мачнина, фактички добиваат паничен атак, кој што е причинет од вртоглавицата. Значи, активирање на автономниот нервен систем кој што сепак учествува во одбрана, бидејќи мозокот во тие моменти е збунет и ги активира сите одбранбени механизми и
пациенти со посериозна клиничка слика на вртоглавица по правило имаат мачнини нагони за повраќање. А дали прележаниот грип или пак некое вирусно заболување може да доведе до ваков проблем со несвестици и вртоглавици? Може, значи бактериските и вирусните инфекции прво на средно дуво може да дадат симптоми на вртоглавица. Синузит, акутно воспаление на синусите, ако се они напред, значи средно дуво кај што сте сместени овие каналчињата што ги опишувавме на почетокот на емисијата, е систем, значи тоа се шуплини полни со воздух. Зборам синусите, средно дуво се дренира во носот, значи тој воздух мора да циркулира. Ако од инфекција, кај сите инфекции имаме зголемување на лачење на слуз, значи во нос, на слузница, во синусите. Доаѓа до запнување, почнуваат да се дразнат системот за еквилибриум во средното уво и еден од симптомите да биде вртоглавица. Значи, кај воспаление на синуси може да имаме симптом вртоглавица. Да не збориме кај состојби, значи, кај што имаме и мозокот не е поштеден од воспаление. Мозочни инфекции. Воспаление на мозок може да биде еден од главните симптоми да биде вртоглавица. А дали вртоглавицата е симптом и за мозочен удар? Да, ако е во тие зони. Значи, најчесто удари во малиот мозок и споевите, значи малиот мозок, влезовите на малиот мозок одат преку делот, ние го викаме продолжен мозок, кај што се највиталните центри, преку 3 моста влегуваат, значи врските на малиот мозок кој што е врзан практично со сите структури, од видот, моторика, површен, длабок косет, значи се е врзано со малиот мозок. Мозочни удари во тие зони, значи во мозочното стебло или во продолжениот мозок или во самиот мал мозок може да бидат пропратени со вртоглавица. Зависи од големината, од локацијата. Симптомите може да бидат од неприметни, банални, до апсолутно пациентите не може да се исправат. Заради тоа што како ќе се подигнат, веднаш паѓаат, не можат воопшто просторот никако не може да го доживеат просторот. Заради тоа што координацијата на целото тело е нарушена и добро, ако не е голем мозочниот удар, малиот мозок има можеби најдобра мок за регенерација, односно за опоравување од симптомите, пак ќе речем, ако не е отиде на хемисфера, ако е, онда би имале малтене доживотно проблеми со координација на движење. Докторе, а која е првата помош? Кога ќе добиеме вртоглавица? Чувство на ротација или пак нестабилност? Дали е потребно веднаш да седнеме за да не паднеме и да не се повредиме, или пак да испиеме чаша со сок засладен, за да исклучиме дека не е во прашање хипогликемија, односно дека не ни паднал шеќерот? Значи, првата помош секако ќе биде да се смени позицијата. И ако има негде да седнеме, па дури да прилегнеме, заради тоа што шансите да се повредиме ако симптомите траат драматично се зголемуваат. Ако значи за овие настапи на вртоглавици што ги споменувавме со промена на главата, на позицијата на телото, тие се обично кратки, траат 10-20 секунди. Значи пациентите више ако им се повтара, се више научени да ги менаџираат движењата. Значи секогаш кога треба да направи некое такво движење, ротираат со цело тело, не го тегнат вратот. Меѓутоа, ако симптомите траат подолго време, апсолутно
после тоа прва помош, да речеме, да не се падне или да се повреди, треба да се бара лекарска помош, да се види причината, заради тоа што може да биде и многу сериозна состојба која е причинител за вртоглавици. Така велате дека вртоглавиците се меѓу најчестите причини за посета и на матичниот лекар, но и на оториноларингологот и неврологот. Во кој момент треба веднаш да се јават? Дали има ургентна состојба кога ќе се јави вртоглавица со некој пропратен симптом? Да речеме слабост во раце, нозе, нешто такво? Многу бурна, драматична целата состојба, со повраќање, со ајде да не речем, пошто повраќањето само по себе носи и намалување на притисок, губиток на натриум, калиум, калциум, значи електролитен дисбаланс. Таква варијанта мора веднаш да се оди, заради тоа што обично тие најбруталните се знак за нешто посериозно, крварење, инфаркт во тие зони кај што ете, ако е инфаркт, си има параметри кои што по новите стандарди за лекување на мозочни удари, ако зоната не е така голема и се стигне на време до 4,5 часа, постојат лекови кои што го топат тромбот, така да и инфарктната зона може драматично да се намали и пациентите клинички за неколку часа, дена да се драматично опорават и да немаат малтене никакви последици. Так. Една многу честа болест ја забораваме кај млади поготово, која што може да оди со вртоглавици, е мултиплекс склероза. Така. Значи мултиплекс склероза, самото име кажува мултиплекс, значи многу места зафатени. Ако се зафатени спојот лезовите на малиот мозок или малиот мозок самиот со болеста, еден од главните симптоми може да биде дисбалансот, односно губењето рамнотежа. Губењето рамнотежа, па пациентите, и тоа е еден можеби многу интересен знак, врзано па со очите, пациентите со мултиплекс, па и овие со регуларно вертиго, односно регуларни вртоглавици, голем број на случаи имаат неволни поигрувања на очите. Значи очите по правило мора да движат како брисачи на ауто. Така? Кога имаме дразба на тие структури, очите титраат, значи не можат да се укочат у една позиција. И пациентите уште толку полоши ја перцепираат околината, бидејќи ако све тоа што го гледаме е јасно, убаво, со граници, они го гледаат као акварел. Значи целата слика цело време им игра. Како да ѓурите со отворени очи во вода, све да ви е матно, тоа уште толку ја влошува сликата. Ја влошува состојбата. А какви испитувања е потребно да се направат доколку симптомите се драматични? Дали се прави магнетна резонанца, компјутерска томографија? Прво треба да го распитате што, како, во кои услови. Значи анамнезата е секогаш пола диагноза. Ќе ве заштеди непотребно време и испитувања, односно ќе ве натера да барате на правото место. Значи ако е со губиток на слух, одат обично прво кај оториноларинголози, па таму се прават испитувања на средното уво, значи преглед на мембраната на увото, дали има воспаление и така натака. Невролошкиот статус се состои од преглед на очи, движење на очи, состојба на, ние ги викаме кранијални нерви, меѓу кои слушниот нерв, као 8ми кранијален нерв. Значи, прегледот невролошки не е само рефлексии, преглед на кранијалните нерви, значи непце, јазик, заради тоа што влезовите на малиот мозок се многу блиску до тие структури. Значи, ако имаме спуштено меко непци, скривен јазик, скривен уста, тоа може да е знак за мозочен удар во таа регија. Така да прескокнуваме ушните доктори, одиме одма на морфолошка диагностика и на крај секако, ако има потреба, значи се прават за овие
позиционите, обичен рентген да се види деформитет, дали има дегенеративни промени, дислокации, скривување на вратните пршини. А најдобра, да речеме, морфолошка диагностика е магнетната резонанца, па зависи од што ќе се види, дали крвни садови паралелно, значи сепак најубава слика ни дава магнетната резонанца. Така. Компјутерот не толку бидејќи за зоните, деловите на главата кај што се сместили тие структури на компјутерска томографија не се така прецизно видливи како што е на магнет. Со магнетна резонанца. Така. Дали е неопходна терапија за секој тип на вртоглавица? За овие, ајде да не речам бенигните, така и стои по нашата номенклатура светска, постојат бенигно пароксизмално вертиго се вика, значи бенигно е, се јавува повремено и тоа е со позиција. Тие пациенти обично првите 2-3 пати се у паника, ќе ја завршат диагностиката, кога нема да се најде ништо сериозно, они почнуваат сами да си ствараат образец на однесување. Значи, кога треба да се наведне нагло, да врзе кондори, не го прави више тоа нагло. Кога треба на семафор да се сврти вратот нагло, не го прави више тоа, се учат да се вртат. Значи, самиот живот ве учи како да почнете да се однесувате, за да не ви се повторат тие непријатни сензации. А за се друго, значи пак причинител. Ако е, да речеме, воспаление на синуси, ќе лечите антибиотици, да го решите со тоа ќе престане вртоглавицата. Ако е нарушена циркулација, ќе давате лекови за циркулација. Ако се дегенеративни процеси на ребет, ќе лекувате физикални, значи ќе олесувате тие моменти за да се изрелаксираат мускулите, па ќе го терате после тоа цел живот да има свој тренинг за тие структури да не страдаат толку. Така, значи клучна е добрата диагностика. Ако е мултиплекс склероза, ќе треба да лечи основното заболување за да не да се повлечат симптомите, односно плаките, промените што се на типични за мултиплекс, да и направиме асимптоматски, да речеме, да симптомите се повлечат. Така, значи треба да се најде причината која што доведува до појава на вртоглавица и всушност да се елиминира доколку нели постои можност за тоа со соодветна терапија. Докторе, ви благодарам за денешното гостување. Навистина една интересна емисија, многу податно, многу на интересен начин ги објаснивте сите аспекти кои што се поврзани со вртоглавицата. Очигледно дека не е така едноставна состојба, доста е комплексна и секогаш треба се утврди точната причина како што веќе споменавте. Ако мал се помогна пациентите да не лутаат, ќе бидеме задоволни. Така, бевте многу конкретен. Ви благодарам за вклучувањето во денешната Телма амбуланта. Почитувани денешен гостин во емисијата беше доктор Милчо Демерџиев, специјалист по неврологија од Аџибадем Систина. Ви благодарам што не следевте и денеска. Се надевам дека информациите што ги добивте ќе ви помогнат, бидејќи вртоглавиците се навистина честа состојба меѓу луѓето. До гледање.